Драги пријатели, еве не повторно со нашиот серијал Политикрон, во кој што се обидуваме да ги разбудиме спаните енергии, заспаните луѓе, заспаните борци, во она што би можеле да го наречеме судбоносна борба, борба на нашиот живот, кој што е краток, кој што е ограничен и во кој што немаме многу можности да се докажуваме. Во минатата епизода спомнавме колку е важна таа структура, таа организација, таа хиерархија и како успева кога ќе ги регрутира вистинските од една маличка држава на периферијата, како што била Британија, например, да создаде светска империја. И како с ништата, идеите, визиите, утопиите можат да станат реалност. Но ајде сега да се запрашаме, дали овие организации, овие партии, дали се нешто ново, дали такво нешто познавале разни системи, разни структури во минатото, или се производ на модерното доба, како што често пати се обидуваат да не убедат проповедниците на современата пропаганда, на современата манипулација, паралелно со тоа дека на честниот човек не му е место во политиката, не убедуваат ете во минатото. Може би луѓето биле поинакви, биле честни, биле храбри, биле силни, немало потреба од сето тоа, немало потреба од организирање, немало потреба од партиципација, а денес пак од друга страна пак нема потреба, затоа што ете, тоа е место за нечестните, тоа е место за некои сиви зони, како што има и сиви капитали, така и овде има некоја сива зона, некоја неодредена зона. И таа неодредена зона овде е резервирана секако не за честните, секако не за оние кои што од домашното огниште понеле една етика, една вертикала на однесување и тие затоа треба да седат настрана од сето тоа. Би се изненадиле кога би виделе колку во самата теорија на политиката, во научната дисциплина која што се занимава како со историјата на организацијата, на политичките субјекти, со компаративата, со споредувањето на разни системи. Колку има богати примери за слични структури кои што се протегаат низ целата историја на човештвото. Што значи ние овде не измислуваме ништо ново. Ништо ново не е создадено. Плурализмот, така наречениот плурализам, кој што во овие неколку децении не заплисна, некако не најде неподготвен и не најде на спиење и успе само на најлошото да го исфрли на површината. Но, за да се внурнеме во оваа длабочина, ние мора да се повикаме на луѓе кои што го посветиле животот на проучување на тој феномен, на партиите, или она што на светските универзитети се нарекува партологија, а овде воопшто дури не се ни спомнува тој збор. Таа наука или дисциплина која што се занимава токму со партиите, со нивната генеалогија, со нивната структура, со нивното битие. За почеток да го земеме Вилијам Арчибалд Данинг, еден од доаените на американската политичка мисла, човек кој што ќе се прочуе како врстен политички историчар, ученик на големиот Хајнрих фон Тричке, кој што пак од своја страна ќе развие една пруска-германска школа на политичката мисла. И овој негов ученик тој ќе го продолжи во Соединетите држави, на врвните универзитети во периодот меѓу двете светски војни и ќе ги напише книгите кои денес, за жал не преведени овде, на ова тажно полуострово наше, остануваат основа, темел, врз основа на кој може да ги согледаме сите историски прецеденти кои што доведуваат до феноменот партија. Според Данинг, уште во антиката се соочуваме со разни клики, дворски, на угледни граѓани, благородници, разни здруженија, тајни, полутајни, заговори, кои што влијаеле во исфрлање на одредени, ние би рекли, агенди и дефинитивно го носеле општеството во одреден ток. Тој го успева да најде такви елементи, а што не организирани партии како денес, но групи, фракции, теченија во рамките на древните држави во Рим, кај популатите, оптиматите, древни групи на кои што припаѓал еден Цицерон и кој добар дел од своите дела ги посветил токму на таа борба меѓу популатите и оптиматите, две групации кои што имале своји јасни тенденции, своја јасна структура и јасна визија за развојот на Рим, кој што се разликувал меѓу нив, затоа што борбата меѓу овие фракции, овие групи е основниот мотор кој што го движи едно општество. Оваа поларност на политичката борба е нужна да се свати од антиката до денес, за да сватиме зошто мора да постојат во основа две спротиставени страни, кои што не нужно се две партии, може да бидат две коалиции, два блока, но во секој случај две визии за иднината. Ебот Лоуел, доајенот на американската политичка
наука, еден од основачите на Американската асоциација на политички научници и нејзин и меѓу првите председатели на таа асоциација, зборува за поларитетот како основа на политичката борба. Не е можна политичка борба меѓу тројца, меѓу четворица, дури во услови кога има, како, например, во ова современо доба, во Либан, во Сирија, гледаме мултивекторни граѓански војни. Но сепак, во мирнодопската политика, секогаш постои поларитет. Судир меѓу два пола со различни визии. Дали едните се империјални, другите национални, дали едните се великодржавни, вторите малодржавни, ајде да ги наречеме пореални, едните поидеалисти, другите пореалисти, едните поцентралисти, другите провинцијалисти. Секогаш мора да постојат неколку начела по кои што се делат. И овие начела ја создаваат борбата која создава од своја страна нови лидери. Данин Коди натаму, во Византија, во средниот век, успева да најде слични елементи. Во Византија тоа се познатите фракции на хиподромот, сините и зелените, во кои што пронаоѓа социолошки, политички елементи, кај едните приврзаност кон царскиот двор, сините, например, приврзаност кон ортодоксијата, кон калкидонскиот символ на верата, зелените се по-хетеродоксни, по-еретички настроени, монофизити, повеќе се поврзани со оние со на работничка периферија на византискиот Цариград. И едните и другите имаат фаворити меѓу царевите. Кога ќе дојде, например, цар поврзан со зелените. Имаме, можеби, успешна надворешна политика, успешни борби со завојувачите. Но од друга страна, конфузна внатрешна, исполнета со судири, исполнета со една нерамнотежа во борбата меѓу класите. Од друга страна, кој ќе дојде овој син, представник на оние фаворити меѓу царскиот двор, близок до престолот, близок до власта, дел од привилегираните. Имаме некоја постабилност натрешна. Ајде да го наречеме тој поблизок до таа нивна, тогаш тој пандан на стопанската комора, тој пандан на тие деловни кругови, но од друга страна некако не успева да се снајде, ја нема таа популарност на масите. И кога сега го наоѓаме тој оптимум? Тогаш, кога она најдоброто од елитата, а тоа е таа ортодоксија, тој символ на верата, ќе се спои со популарноста, кој добиваме Маврики, царот, кој што доаѓа од зелените, од работничката класа, но кој што ја зема ортодоксијата, ја зема она елитна философија од дворот, од врвот, и тој човек дава бесмртни дела на стратегикон, како да се победи, како да се владее, како да се успее. Слични примери наоѓаме во средниот век, судирот меѓу гибелините и гвелфите. Гибелините проимперијални, гвелфите повеќе свртени кон папата, повеќе свртени кон олтарот, но често пати успевајќи со моќта на својата фантазија да го абстрахираат тој олтар, создавајќи разни локални абстракции, било да се работи за градската комуна, било да се работи со тек на време, за разни провинцијски и земски форми, од кои што ќе изникне, например, Француското кралство, од кои што ќе изникне подосна и нацијата, како една абстракција, така да би можеле таа генеалогија на гвелфите од она локална црковна парохија да ја проектираме и на денешната нација, и француската држава, како е првата нација, преку Франсуа I, преку јакобинците, да ја сметаме за некој далечно чедо на гвелфите. Дали ние овде, во ова жалосно полуострово, сме имале некои слични пандани? Јасно. Доволно е да го видиме расколот на христијанската црква во 1054 година. Во Цариград, епицентарот на тој раскол, дејствува фракција која една идна политичка историографија, компаративна политичка студија, која што за жал денес не постои, затоа што нашите академици, нашата академска фила се занимава со некои мамутски проекти, се уште се таму во 70-тите години на минатиот век, без да сватат каде е светот денес. И би можеле онаа фракција, која што директно учествува во тој раскол, да ја наречеме Охридска фракција, ја предводи никој друг до Охридскиот архиепископ Лав, кој што во судирот со римскиот кардинал, викарен кардинал Хумберт, го брани православието. Ова се источни гибелини, верни на империјата, верни на таа симфонија меѓу престолот и олтарот, оно што ќе се изгуби во предренесансна Италија, во судирот меѓу гибелините и гвелфите. И овие империјални, источни гибелини, православни гибелини, сведочат токму за основната фракција на овој централен Балкан, на основната фракцијска борба, која се до ден денес, на сличен начин, како што гвелфите ќе ја дадат нацијата, овде ќе создадат две геополитички парадигми.
парадигмата кон Западот и парадигмата кон Истокот. Верноста кон престолот, верноста кон империјалниот трон, верноста кон симфонијата, ќе ги сврти потомците, кадровските потомци на архиепископот Лев и кон Третиот Рим, кон Москва. Неговиот кадровски потомок Прохор во 16 век ќе бара поддршка таму исто како што Лев го бранел Цариград од нападите на Рим. И во 20 век типолошкиот потомок на Лев и на Прохор ќе се конституира во Асном и по трет пат ќе се сврти кон империјалниот Трет Рим за повторно да го потврди своето судбинско определение. Од друга страна, потомците на оние кои што ќе се свртат кон папскиот Рим, ќе се свртат и во 20 век кон тој неопагански Рим, кој што ќе му сврти грб на Христа и таму ќе најдат своје уточиште противниците на Асном, противниците на Демократска федерална Македонија, а тој ќе е така наречената независна држава Македонија, краткотрајна квислиншка творба, која што токму во тој Рим ќе го најде своето уточиште. Ова битка меѓу двата Рима, меѓу Истокот и Западот, ова битка меѓу тие две фракции, тек на време ќе добие своја партиска форма и до ден денес ќе биде судбинско определение на овој народ. Зигмунд Нојман, германски политички научник од првата половина на 20 век, човек кој ја основа Берлинската висока школа за политика во оние судбоносни години, први 3 години на 30-тите години на 20 век, самракот на Вајмарска република и доаѓањето на власт на Адолф Хитлер, се внурнува исто така во тие бескрајни истражувања на протопартиското. И тој за разлика од Данинг е далеку повоздржан затоа што смета дека во кликите, фракциите, групите не можеме да го најдеме она формално кој што го наоѓаме во оној момент кога модерната, значи времето после Френсис Бејкон, цалезот на средновековието, кога модерната доаѓа на историската сцена. Кои се тие форми овде? Тој ги наоѓа кај виговите и ториевците во Британија. Ги наоѓа во слични структури во Франција, кај јакобинците, например жирондинците. Затоа што тврди дека мора да постои некоја основна формална структура меѓу нивната поврзаност. Таа структура може да се развие пак само во парламент. Дали тоа значи дека ние денес мора да делуваме на тој начин и дека не можеме да делуваме само како некои така неформални фракции како што делувале тие сини, зелени, нели, кои што во основа биле фракции на Хиподромот или гибелините и гвелфите, кои што биле неформални групи на благородници, на богати граѓани. Да, ние мора да имаме тим, затоа што светот ни бара тим. Како што не можеме да одиме на фудбалски мундијал без тим, без дрес. Така и овде. Нашиот дрес тука е токму таа политичка партија. Макс Вебер, пак основачот на политичката социологија, ги класификува тие веќе партии, тие формализирани групи во 3 хронолошки типа. Првите се патриархални, тие се оние кои што се преодот меѓу средовековието и модерната, например, кога нашата лојалност оди кон одредени династии, Хабсбурзи, Бурбони, Романови, Руриковичи и секогаш тие први партии се, например, во Франција бонапартисти, орлеанисти, бурбони или легитимисти. Втората е веќе харизматична. Тука партијата доаѓа во оној свој историски пик, каде што харизматичниот водач, се викал тој Черчил, Мусолини, Ленин, Хомеини, ги води луѓето во промена. А третата е рационална. Денес, за жал, нас во неа не воведе невладиниот сектор. Невладиниот сектор е оној кој што успеа тоа рационално, она од западните think tankoви, од аналитичките центри да го донесе овде и да не опчини со сето тоа. За жал, ние го имаме искуството на оној прв патриархален момент, тоа овде би биле поделбите на екзархистите и патриаршистите, кој имаме вториот дел со таа борба меѓу Демократска федеративна Македонија и квислиншките творби, а денес третиот дел дозволивне да бидеме учени, да бидеме подучувани од невладиниот сектор, затоа што за жал го изгубивне историскиот компас. Но за тоа во наредните епизоди. Бидете ми здрави и живи. До гледање.